Да, на денот на срцето, светскиот ден на срцето, го видовме ексклузивното интервју на првиот човек со пресадено срце, а во продолжение во Здрава Македонија го имаме и првиот и единствен детски кардиохирург во земјава, доцент доктор Владимир Чадиковски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Се уште сте еден и единствен детски кардиохирург во Јако што имам земјава. информации, да, сега со сега. Зошто? Не сакаат да учат, се плашат? Па, никако сега се стабилизира работи и мислам дека имам такво чувство, мислам дека сега тоа на вистина и тоа е концепцијата што имот ментор стално кажуваше, вика ти не си успел ако позе себе не остаеш некој. Ацо Димов, така да мислам дека ми е тоа сега онака бидејќи доста работи легна, сега ќе бидам насочен кон тоа да најдеме некои млади ентузијасти кои што би сакале да ја продолжат оваа работа. Во најавата за вашето гостување кажавме дека држите во раце срце во големина со слива. Вистина е, колкаво е детското срце, бебешкото срце? Па зависи, мислам зависи колкава е возраста на детето и зависи Колку е најмало? Па еве сега моментот работевме кога беше прошлата недела бебе од 1 кг и 400 грама и навистина е мало срцето, се не знам дали е ко слива, зависи има и различни сливи. Али по принцип е навистина мало, али е така. Никако ја мислам и чипов у глава ми е научено веќе така на све такви мали да работам, така да Какво е чувството да се држи нешто толку малечко, а е Па, клучен орган во телото? Убаво е чувството кога ќе заврши све добро, на вечерта кога ќе легнеш во кревет, знаеш дека си завршил добра работа, така да е убаво чувство во секој случај. Долго време работевте на развивањето на трансплантацијата кај нас, учествувавте во креирањето на законски, подзаконски акти, бевте член на националното тело за трансплантација. Македонија конечно пред година и пол доби првата трансплантација на срце кај возрастен. Какво е чувството? Многу ми е драго. Со оглед дека се боравте многу за тоа. Тимот што ги направи, ги познам и екипата и националната канцеларија, бидејќи ги познам исто лично, многу ми е драго дека и навистина треба огромен напор да се успее тоа. И психички, и физички, и секако е мотивен и баш ми е драго дека тоа заживеа и им честитам за успесите. 2007 година ние направивме првата трансплантација на црн дроб кај дете, тоа беше бебе од 5 месеци со вродена аномалија на црниот дроб. Ја работевме заедно со екипа од Загреб. Беше голема борба, у тој период ја направив и Националната фондација за трансплантации. Тогаш ги донесовме законите, се носеа еден куп закони, подзаконски акти за да се формира. Претходно не постоеше национална канцеларија за трансплантации, постоја некакви комисии и сметав дека ако се насочи тој систем да еден е одговорен за тоа со неговата екипа, дека ќе има резултати што и покажа, што ми е многу драго. Дека тој период од некои 4-5 години кои што ги потрошивме во формирање на сите тие законски акти, еве првата трансплантација, еве мислам дека после толку време добра екипа, добар тим и се роди со успех, така да ми е баш драго. Кај деца направивте прва трансплантација на црн дроб, има ли шанси кај нас и трансплантација на срце да се случи? Па има, по принцип е проблематично, бидејќи треба да се донорот треба да биде идентично бебе. Значи не може да ставите од возрастен срце на бебе кој што напоменавте слива, значи малку е покомплексно. Системски ние веќе процедурата е легнавме, значи имаме одел кој што е максимално спремен за многу тешки интервенции. Ако постојат 5 градации во однос на хируршкиот момент и мануелниот момент, ако е од 1 до 5 кај детските, трансплантацијата е во трета зона. Значи има многу потешки технички захтевни операции од трансплантацијата, но пред спремањето на децата, постоперативниот третман, сите тие работи се многу комплексни, организацијски. Пример, бидејќи соработувам со екипа во Турција, пример во Турција има само еден центар кој се занимава со трансплантација. Значи има неколку центри што прават операции на деца, но само еден центар е специјализиран за тоа. Значи малку е комплексно да ви лежат на оделение, да речеме 7-8 деца од различни мани оперирани, во исто време да ви лежи трансплантирано дете. Технички е многу захтевно. Али ќе видиме, идеме во тој правец, зашто да не. Што е најчеста причина за аномалиите кај децата и бебињата? Срцевите аномалии. Постојат повеќе етиолошки фактори, но најчесто во геномот секаде, не само кај нас, значи 1% од број на живородени деца. Се третира дека ќе имаме годишно очекуваме да се родат со срцеви мани.
И сите други мани, не само срцевите мани, се процентуално застапени во геномот на човекот од X фактори, дали се вирусни, дали се вродени, дали се генетски или различни други етиолошки. Например, ние очекуваме годишно во Македонија да се родат околу 200 деца со срцеви мани, од кои што 100 до 120 бараат хируршка интервенција, од кои што 80 бараат во првите месеци. Значи, од прилика, ние се движиме. Нашиот одел до сега е веќе негде околу 50 на операции, значи до крајот на годината ќе бидеме негде до 80, како што е оваа бројка. Така да, главната причина е, повторно кажам, геномска, значи во самиот геном на луѓето, кој што може да имате, не да Боже, едно дете со срцева мана, наредните 5 да нема. Значи, сакам да ви кажам, е еден систем кој што го очекуваме во однос на проблематиката и во однос на тоа што треба да го работиме. Колку, морам да прашам, и колку пандемијата, коронавирусот всушност има вистина дека влие врз аномалиите кај бебето во утробата кај мајката, или се уште е рано со оглед дека се мал временски период? Па ковид е вирус. Вирусот, еден куп вируси знаат да предизвикаат аномалии кај деца. Не гледам причина зашто и овој вирус не би предизвикал. Иако, како што напоменавте, огромен број, мислам, многу трудови сега се вадат, али мислам дека бројката се уште е многу мала за да може да се донесе дефинитивен заклучок као протокол да се знае тоа и тоа предизвикува. Освен што сите ние се испоразболевме на одел од доктори и сестри што прележавме, дај Боже сите сме добри. Мислам дека пренесувањето е дефинитивно ќе има, мислам, некакво влијание по мене, ама не, дај Боже да нема, бидејќи се уште податоци официјални немаме. Како доктор, сега постои дилемата околу вакцинирањето, околу вакцинацијата на бремените жени. Што би препорачале вие? Па јас сум за вакцинација, дефинитивно. Значи, ја и прележав и се вакцинирав со 2 дози на Pfizer. Веќе се одреден број, знам дека на мои колеги, сопруги кои што се бремени и 7-8 месец веќе се вакцинира и они. Значи, мислам, веќе кога плодот се смета дека е оформен, дека нема да прави некакви проблеми вакцината, да се заштитат. Така да јас мислам дека ќе се оди во правец на вакцинација. Бидејќи стварно овој вирус е чудо. Мислам, толку имаме читано и учено за вируси, овој вирус дефинитивно не се однесува како тоа што сме го учеле. Многу работи прави кои што се нетипични за вирус. И некако е болест без крај. Па, некако не знам ја да го дефинирам, некако све нешто ново, некоја нова мутација. Дидимерите кои што се актуелни за пандемија, што ги проверуваат ние кај кардиопациентиве нонстоп, кај децава нонстоп се проверуваат, бидејќи се прават. И до теднашка сега станува и за овој вирус битен. Дидимерот као показател дали ќе оди кон тромбозирање, нема да оди, така да све е некако чудно, све е некако се уште така, можам да кажам, на граница со протоколи. Сега мислам дека полека ќе почне да ги вадат за све. Да, како детски кардиохирург имате професија која што пред се голема одговорност и носи голем притисок. Како се носите со сето тоа? Сигурно мора да имате некој издувен вентил. Па, се последно време тоа, мислам, последниве години, мислам, моторија е главна, онака, издувен вентил, кај што сакам и фамилијата, нормално. Али, целата ситуација, главниот стрес е кој ќе ги изгубите. Значи, после долги борби, кој ќе изгубите некое дете, мислам дека тоа единствено се уште ми изместува. Како се носите со тоа? Без оглед, сакате, правите се, трудите, нели да мислам, како стареам дека ќе бидам, како ќе станам повозрастен, полесно ќе поднесувам као искусен си. Мислам дека па обратно е, се потешко ги поднесувам. Кога имаме губиток на дете мислам, до крај се бореме, тоа им кажам и на тимот, секој сабајле состанок, битно е ние да даеме се од себе. И кога ќе легнеме дома да знаеме дека се сме направиле за тоа дете, но некојаш има работи кои што се непредвидливи. Се работи за многу тешки мани, значи треба едноставно тоа срце да го растурите, да престане да чука, да дојде детето, да му отворите границата, да го отворите срцето како книга, да коригирате све тоа, да затворите, да почне повторно да чука и да си оди дома. Во таа фаза се е можно. Мислам, така да мислам дека тоа е единствено се уште што ми изместува и што не помага, ништо мора да помине време и мислам дека наредниот ден кога ќе дојдат нови операции, нови спасувања, нешто позитивно се не води у тоа да продолжиме понатака нови успеси и тама има баланс кој ќе направите некој па повторно ќе се случи и така. Тешко, али новите случаи позитивни кои гледаме како се радуваат фамилии кои си одат со децата, тоа не прави така силни цела екипа. Докторе, ви благодарам за денешното гостување во Здрава Македонија. Ви посакувам многу успеси, што помалку. Фала на поканата за денот денеска. Ви благодарам. Почитувани, останате и понатаму со Канал 5 и со Здрава Македонија. Не одете нигде, по рекламите имаме уште содржини.